беше да го изедам и јас. Добре дојдовте во ново видео, добре дојдовте во уште едно видео во овој влогмас. И знам дека сите чекате да видите кој го направи ова, бидејќи веќе објавив на стори и можам само да ви кажам дека сум среќен што имаше камери да го снимат се ова што сега ќе ви го кажам. По саботата, кога бевме кај Тара, заедно со Марта, заедно со Мандари и Сидора, дружевме, Мандари и Сидора си отидоа на кај 12:30 дома. Ги однесов се, враќам јас кај нив и викам на Марта ајде идеме во диско. Во тој момент беше околу 1 сат, јас му се јавувам на Боко, кај сте со Аргир, инаку Аргир можеби до сега не го знаете, меѓутоа ни е многу близок човек, негов е Астера хотелот. Аргир оваа ситуација е многу битен заради тоа што Аргир е човекот кој што ми ги даде снимките од случката што се случи, иако 2 дена ми викаше дека ги нема. Зошто ми викаше дека ги нема, ќе ви објаснам понатаму, односно ќе видите во текот на видеото. Ние се спојуваме на кај 1:15, 1:30 и одиме во диско. Јас и Марта седиме некаде до кај 3 сат. И јас им викам, дечки, палам јас со Марта, Аргир ми дава соба и ние идеме во хотелот на Аргир. Јас и Марта сме во хотелот на Аргир, они не знам што прават и кај прават, и ние во 5 сат се симнуваме од хотелот, го гледам Аргир како влага во хола и си оди без да ни каже ништо. Јас во тој момент малце бевме пивнати, не се ни замислив зашто се оне тука, шо и како е, и јас одам да ја видам колата. Во тој момент гледам дека мене колата ми стои на бандаж, односно десната гума ми е дупната, звонам на Аргир. Му викам, брат, што се дешава, некој дошол да ми ја дупне гумата, не ни помислувам дека оне се, дали он сега ќе видите, и он ми вика, брат, појма немам што се дешава, немам пумпа, се враќам ли, викам, ако немаш пумпа, не се враќај, уживај, јас ќе ја средам колава, деме кутре, ќе остам пичам. Така мене, тој што ја дупна гумата, ме остава со Марта да си одам во 5 сабајле дома. Е сега, се ова што го кажав, го има на камери и е време вие да го видите. Овде сме излезени јас, Аргир и Боко, а еве го на трапникот што ми го направи тоа. Во 3:45. Не, значи човек да не знае дали да плаче или да се смее. Јас, ама искрено, не ни помислив дека ќе биде Боко и дека некој во тоа стање ќе се замара во 3:45 да го прави ова. Мене ми беше многу смешна ситуацијата заради тоа што по ниту еден момент не ми помислил дека ова ќе ми го направи Боко и Аргир заради тоа што бев со Марта. И си викам, ај мене да ме остават у 5 сабајле да си идам пешки, ами Марта да остават. Видете го што прави во 3:45 мојот другар Боко. Еве сме во 4:45, значи после само 1 сат јас и Марта излагаме од хотелот, одам малку во рикверц и сваќам дека гумата ми е дупната. Гледате го, гледате. Гледате ви го разочарувањето. Не знаете од тој момент го беше. Викам, не, брат, а ја немам резервна гума кола, искрено не знам да мењам гума на кола, и ја у 4:45. И пазите сега шо правам. Значи, тој ме срегаш бев пијање, не ни помисли дека може Боко и Аргир. Одма филм си направи, викам, кој сега мене ми ја дупна гумата, филмо и готово ми ја знаат колата. И ја во овој момент го звонам на Аргир, кој што ви кажав. Во 4:45, само што си отиде Аргир. И Аргир ми вика, не бе брат, ја не ни помислам дека он. И гледате не сега со Марта како попчиња, во 4:45 како си одиме дома. Гледате не сега. Пред да си одим, еве го моментот, гледате ме со телефон, зборам со Аргир, му викам, брат, дупната ми е гумата, гледате Марта. Бевме фактички, не искрено, не бевме нешто многу пијани, воопшто, значи, не е сега моето да не може да возам, ама си викаш момент, човек, да не сум пијан, дај да проверам. И ова беше многу битен момент, ќе видите зошто. Гледате не попчиња со Марта, 4:45. Што се случува после 4:45? Одиме дома, спиеме. Следниот ден станувам и ја му се јавам на Боко. Му викам, брат, како може да после такви луѓе да ми дупат гумата? Шо збориш бе, брат? Дали си ти нормален што ми кажаш? Аргир не ми дига цел ден, ми дига некаде накај 5:08. Односно 5 сат. Во 5:08 он веќе го прави следното што ќе го видите. И Аргир му викам, дај ми камери, имаш ли камери од хотелот, да видиме кој е. Брат, не фаќаат камерите до таму. И ја од тој момент уште му верувам, значи пазите колку им верувам на другарите. Аргир во 5:08 оди и ми ја пумпа гумата. Значи гледате шо прават. Гледате ги Аргир и Боко. Гледате го. Поштено.
фактички се заеба, они очекуваа да видат моја реакција, значи да мислеа дека јас овој ден ќе отидам, ќе видите зашто не отидов. Тој се отидов ама покасно. Гледате го, види го. Види го, буљаш. Него се смее. И во овој момент, он ми пишува пора, тука веќе зборевме ми сеава, ми вика брат, шо преш, ама ми сеава демек сега станав од спиење. Не бе брат, нема камери пред хотелот. Не бе брат, не стига од таму, види го. Што се дешава след? Ова е најинтересниот момент. Значи, цел ден татко ми збори, као демек најди пумпа, и јас наоѓам пумпа, мандар ми дава пумпа. И татко ми запна, му стана кеф, му текна дека и он има пумпа, вика чекај јас ќе отидам до таму ќе ти ја напумпам. Ја му викам не оди да ја пумпаш гумата, заради тоа што е недела, нема вулканизер, џабе ќе ја напумпаш, дупната е, џабе ќе оди. И татко ми иде и гледате моја сега реакцијата кога гледа дека гумата е напумпана, фактички. Ја пробува. Гледа дали се другите гуми и гледате имам пумпа во рака. Гледате го човекот, луѓе. Гледа дали има некој на рецепција. Со пумпа во рака, гледате. Гледате ги проверува се уште гумите. И што се деша? Доаѓа дома, ми благослови ми гледа. Стефан, ти колку пиеше вчера? Викам, не бе, не пие. Не бе, ти не си нормален, абе напумпана ти е. Како бе, викам, напумпана ми е гумата? Така напумпана ти е гумата. И јас од тоа, викам, чекај бе, викам, да не, стварно многу сум пиел, да не нешто. Звонам на Боко. Викам, Боко, брат, некој ми ја напумпал гумата. Уште не ми текнува дека е Боко. И ми викам, што збориш, брат, да не си пиел вчера? Ја од тоа момент веќе, не знам, викам на Марта, човек, толку ли бевме пиени, не бевме пиени, проверувавме, нешто, татко и му викам, татко и ми се смее, не ми верува. И од тоа момент Боко со време се смеа, му викам, брат, искрено би сумњал у тебе, ама ти верувам, знам дека не би носел мене и Марта, така, да се враќаме у пет. Да бе, брат, знаеш како би те оставил. И фактички шо би, брат, уште не ми кажуваат. И ја од тој момент му викам, татко ми, чекај, додам да проверам, да видам дали стварно гумата е напумпана. И се уште не си верувам на себе, верувам на, шо знам, пијан сум бил. И ова е следното. Да ви кажам колку луѓе во Македонија немаат живот. Вчера излеговме, малце пиевме и на 4 сат да си одиме дома со Марта. И доаѓам овде, еве го БМВ-то. Гумава беше на бандаж. Значи бандаж. Проверивме све, не е муабетот, пијани сме па не можеме да провериме. И си отидовме пешки и денеска доаѓаме со пумпа напумпана. 100% ме знаеш, 100%. Значи, искрено да ви кажам, и во овој момент ја гледам на пумпана гумава, си викам, немогуче ова, значи вчера да ја видам, ме фати параноја, викам, немогуче толку да се истри. Што ме гледаш, јас ти посакувам да се пронедиш себе си у животот и да не трошиш време на вакви глупости. Значи, алал да ви е. Да мислите им ги фаците? На Аргир, на Боко и на Мандар во моментот, пошто и Мандар е дел од тоа. Значи, дека уште не ми кажуваат, ми се ова да ми викаат, брат, шо е ова, гледам сега стори, кој е таа будала? Дојде некој да ми ја издише, па да дојде после да ми ја напумпа. Браво. Сега, ова беше првиот момент кај што веќе бев сигурен дека не е до мене. Значи, све направиле перфектно. Да си го врател ова црно, бе, братове. Сега шо да иставам, бе? Ама забораја да го вратат црното, фактички. Аргир Чичо, ево е тоа. Добро. Ево е тоа. Значи, овој што го направил, Чичо Аргир тука ја заеба работата, кога го најдов викам 100% некој. Ама уште не верувам дека може да бидат тони, затоа што цело време си викам, значи нема шанси да се толку безосет, да ме остаат у 5 со Марта се враќам пешки. И тука веќе разговарам со Богом, но ми е криво што ги немаме разговорите да ги чуете. И се враќам дома. И седно. И мајка ми вика, со кој беше вчера? Викам со Аргир и Боко нема шанси, вика, па кој знаеше кај ти е колата? Па викам никој не знаеше освен нив двајца. И ме гледа. Викам, Маргир ми рече дека ги нема снимките од ваквото. Викам, Боко ми вика дека не... И ја гледам. Леле, викам, Петери. И не, фактички со мене и Марта, да видите. И фактички во тој момент ја веќе сваќам, се дешава спењето. Меѓутоа, еве да видите, јас и Марта, делот кој ги снимавме со сторињата, што се дешава. Значи, гледате ме како ја гледам, јас се чудам тука.
Значи гледате колку ја проверуваме, си викаме бајца да не могуче да се воколку, види. Тука му звонам на татко ми, викам човек немогуче ова, немогуче. И туку ствари го приметив тоа црно, викам, покажувам со раката, викам, значи нема црно, викам, не сум јас. Значи, Боко и Аргир Чичовци, поштено, нема лутиш, али после ова влагате во ринг со човекот што ги прави пренковите у Македонија. Реално поштено, ме утепавте и беше многу смешно и многу ми е криво, единствено што немаме звукот. Самата реакција, не знаете колку пцуев. Тоа беше се за денеска, верувам дека и вие се насмеавте со цела оваа приказна, морам вака да ви ја раскажам бидејќи немавме звук од некои ситуации. А стварно ваква работа не можеше да се пропушти да се објави. Продолжуваме со влогмас со нови видеа.